Нема да кажам добро утро, бидејќи ова не е навистина едно од поубавите утра, не само во градот Скопје, туку и во целата држава, бидејќи во текот на вчерашниот ден, односно вечерта, веќе беа потврдени информациите дека 14 годишната Вања е пронајдена почината. Тоа е навистина еден немил настан кој што во текот на вчерашниот ден, односно вечерта, имавме одредени 3 притвори, има осомничени, имаше и претходно многу дезинформации и сега некои од информациите се потврдени, дел не се потврдени, но во 9:30 очекуваме и директно вклучување во Слободен печат, односно во утринската програма која што во моментов ја реализираме заедно со Слободен печат и проектот Progressive Media Development заедно со Градска МК, каде што пресот ќе го држат министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и Гаврил Бубевски од обвинителството, од јавното обвинителство. Утрово во студиото ја имаме Санела Шкриел, пратеничка, меѓутоа и долгогодишен активист, не само за човекови права, туку и за родова еднаквост и за многу теми кои што се поврзани со човековите права. Па би ве прашала како го коментирате случајот и како го доживеавте сето ова? За жал, како што рековте, не можеме да кажеме добро утро. Мислам дека целата нација и секој еден граѓанин во државата е шокиран и навистина потресен од она што го разбравме вчера од еден прерано згаснат млад живот. Сите навистина се надевавме дека оваа потрага ќе заврши со позитивни вести. Длабоко сочувство пред се до семејството, до соучениците, до сите оние што ја сакаа Вања и навистина мислам дека никој од нас нема зборови да ги изрази емоциите кои што ги доживува од вчера, од моментот кога беше соопштена веста. Во исчекување сме сите на пресод. Разбравме некои информации за притвори и навистина се надеваме дека сторителите идентификувани ќе си ја сносат казната како што треба, согласно она што е предвидена законска регулатива во земјата. Си уште немаме целосни информации, но вчера имаше информации дека еден од осомничените е и таткото на девојчето. Исто така е дека еден од осомничените е и еден бизнисмен, Љупчо Палевски Палчо. Дали сметате дека во јавниот простор, особено тоа се однесува на бизнисменот, односно градежниот бизнисмен кој што во моментов е во бегство, дека пуштаме луѓе кои што е исто така и член и основач на партија која што се залагаше за едни поинакви вредности за одбрана на државата, кој што го нарекуваа патриот, дали сметате дека да пуштаме во јавниот простор луѓе кои што навистина не го заслужуваат тоа? Знаете како, независно од овој случај, бидејќи го чекаме пресод за да ги разбереме точните информации, меѓутоа и кога станува збор за сите други видови на насилство, ние првично се договаравме да бидеме тука и да зборуваме на темата родово базирано насилство, меѓутоа тоа е нешто што постојано го повторувам, и одговорница и вака кога разговараме, дека навистина насилството што е присутно во јавниот простор и говорот на омраза кој што е присутен ги надминува веќе ги надмина сите граници и да, факт е дека за жал јавните личности, нема да ги исклучам ни политичарите од таа група, дека говорот на омраза премногу се користи, дека насилството особено на социјалните медиуми е премногу присутно, меѓутоа и дека да, впечатокот е дека навистина се дава медиумски простор на личности кои што потикнуваат омраза. Ние дури и вчера видовме такви навистина нечовечни примери каде што одредени ликови се обидоа да ја злоупотребат оваа ситуација, па дури во таква една ситуација да предизвикаат некакви тензии, обидувајќи се да шират дезинформации и навистина е недозволиво и многу истражувања ги покажале тоа, дека за жал, како што да речам и политичарите имаат и како одговорност со она што го пласираат во јавниот простор и како агресивна реторика, и како агресивно однесување, како што можевме да видиме и скоро во собранието,
општеството, така и медиумите, впечатокот е дека се остава премногу медиумски простор, се со цел, нели, дали политичарите за да соберат некој лајк или да допрат до одреден дел од гласачкото тело, или пак медиумите да се обезбедат поголема гледаност. Ние гледаме разни дебатни емисии каде што се поттикнува, да речам, агресивната комуникација и дебата, наспроти она што значи аргументирано дебатирање, и треба да сме свесни дека тоа испраќа порака во јавноста дека насилничкото и агресивно однесување е дозволиво, затоа што говорот на омраза многу лесно преминува во дела од омраза. Така да навистина мислам дека некако во овие моменти сите стануваме свесни дека и како имаме одговорност во цела оваа приказна и во она што е експанзија на насилство и во онлайн просторот, а понатаму се пресликува и во реалниот простор, за жал. Кога го спомнавме говорот на омраза кој што е постојано присутен, вчера се бараше и смртна казна на сторителите. Точно е дека сите сме веројатно повредени и се, меѓутоа дали според вас е тоа некој излегување од демократските вредности на едно општество? Што се случува со нашето општество? Разбирлива е, да речеме, емотивната реакција на луѓето во вакви случаи. Сите ние, особено кога станува збор за деца, тоа е некоја природна емотивна реакција да бараме, нели, најстрога казна за сторителите, затоа што навистина е незамисливо како некој може да помисли, а не да направи такво нешто, да наштети и да убие дете. Така да тоа е една емотивна реакција, меѓутоа сметам дека треба да останеме во рамки на она што значи правен систем. Делата повторно, нели, ги чекаме информациите од пресот, меѓутоа и од првичното соопштение тие дела казната затвор е, нели, од до доживотен затвор, така да сметам дека е битно да во овие моменти сепак се обидеме да држиме до она што значи цивилизиран правен поредок, се со цел да и понатаму не предизвикуваме ширење на таа оска на насилство. Затоа што во вакви ситуации многу лесно имате поттикнување на дополнително насилство, и тоа тоа зборува за сериозни проблеми со кои што се соочуваме како општество. За жал не само и нашето општество го гледаме тоа, и во соседството го гледаме и тоа глобално. Факт е дека социјалните медиуми и тоа што нема никаква контрола врз оно што може да се изразува и да се комуницира и да се објавува таму, и како допринесува, меѓутоа сметам дека навистина мора да се вратиме до оно што значи едукација за здрави меѓучовечки и ненасилни односи, и тоа треба да го почнеме од најраната возраст, уште од предучилишното образование. Законите се менуваат, законите се за луѓето. Меѓутоа, еве, и ако се навратиме на она што требаше да биде првична тема, родово-базираното насилство, значи законската регулатива и законската рамка е поприлично добра. Она што кај нас недостасува имплементацијата, она што кај нас недостасува е да имаме казнивост на тие што ги прекршуваат тие закони, да имаме доследност во примената на законите, да имаме постапки кои што не траат бесконечно долго, да имаме квалификација на делата како што треба од страна на основното јавно обвинителство и понатаму, нели, судски пресуди кои што навистина одговараат на делото кој што е извршено. Затоа што пак ќе речам, она што очигледно е проблем се општествените вредности, кои што мораме да признаеме дека доживуваме нешто како крах на општествените вредности, и единствен начин да изградиме повторно здрави меѓучовечки односи и вредности, според мене долгорочно е токму тоа, да вложуваме во образованието и да имаме образование кое што промовира и ги учи децата на насилна комуникација, ги учи децата на почитување и на толеранција, на она што се човекови права, меѓутоа и постапување на институциите. Факт е дека во одреден дел од ситуациите институциите затајуваат, и тоа испраќа таа порака дека, нели, може да направите нешто и да се извлечете со тоа. Имавме впечаток дека после ковидот дека некои работи ќе се сменат, бидејќи всушност нашето општество во однос на насилството може би не било толку изразено, меѓутоа гледаме дека во изминативе 3 години тоа е константно. Значи имаме булинг во училиштата, насилството го има и кон мажите, меѓутоа најмногу е кон жените. Сега гледаме убиство на едно дете кое што едноставно не постојат вистински зборови кои што можеме да го искоментираме.
Дали мислите дека може некако да го поправиме општеството? Рековте од најмала возраст, меѓутоа некогаш и нашите деца се соочуваат со булинг од самите наставници. Има недоволно програми кои што ги објаснуваат овие процеси. Има и таму неказниво, значи од мала возраст некогаш има деца кои што се насилници а поминуваат неказнето. Како ова да го средиме? Така е, за жал пандемијата изфрли, знаете како пандемијата ги изфрли на површина, мислам, сите недоследности и празнини кои што и така ги имавме и само ги потенцираше и зајакна. И факт е дека многу влијаеше и на некако намалување на емпатијата, на солидарност и нарушување дополнително на меѓучовечките односи и мислам дека првично не бевме ни свесни колку ќе наштете на менталното здравје пандемијата. Дека допрва сега ги гледаме последиците, а факт е дека менталното здравје и во право сте, учениците сами, ние се среќаваме со ученици, со средношколци, студенти, тие цело време бараат програми во поддршка на нивното ментално здравје, затоа што менталното здравје, булингот ги наведуваат како едни од најголемите проблеми со кои што се соочуваат. Факт е дека во училиштата стручните служби ниту беа доволно екипирани, ниту, мислам, никогаш не сакам да генерализирам, меѓутоа дека во најголем дел и не си ја вршеа задачата која што требаше да ја вршат. Така да во таа насока се направени некои исчекори на доекипирање на стручните служби. Заедно со УНИЦЕФ се работи на програми за зајакнување на менталното здравје, меѓутоа тоа се уште не можам да кажам дека е системски, дека е поставено како што треба, затоа што навистина, ако вие во тие формативни години имате деца кои што се изложени на насилство, а не може да најдат поддршка во својата средина, во училиштето каде што нели треба да се безбедни и заштитени и наставниците, тогаш не можете да очекувате понатаму кога ќе пораснат и ќе станат возрастни личности да имаат нели здрави образци на однесување. Наставниците точно и така како им треба до едукација во тој дел и има започнати се такви програми, меѓутоа пак ја речам се додека тоа не стане задолжително и ние со средношколците и студентите разговараме на тие теми во насока на предвидени измени на Законот за средно образование, тие програми за ментално здравје да станат задолжителни, да станат законска обврска, како и постапувањето на стручните служби и на самите наставници и професори во рамки на училиштата. Така да, впечатокот е дека навистина ни треба еден рестарт како општество, се со цел да барем за идните генерации нели изградиме побезбедно место за живење и да се надеваме дека никогаш веќе нема да мора да слушнеме за вакви случаи. Ги спомнавте законите. Во однос на некои закони кои што се однесуваат, да речеме, еве и за родовата еднаквост, бидејќи ова не е единственото убиство. Пред само месец и пол имавме убиство во Кочани, каде што жена беше избодена над 40 пати. Меѓутоа, дури и нејзините сограѓани, слушнавме од една анкета, беа толку бескрупулозни што дел од нив коментираа си го заслужила. И сега имавме, во случајот со Вања, имавме коментари во смисла дека девојчето може би побегнало, се испокарало. Зошто си когаш ги фаќаме тие моменти како, не знам како да кажам, измешани се дури со тој балкански синдром, нели дека најчесто жртвата не е жртва, туку всушност го изигрува системот или се обидува да на некој начин да предизвика сожалување, прави драми и слично, туку не го перцепираме тоа како некоја сериозност. Мислам дека како што спомнав претходно, ние и така треба да работиме на оно што значи јакнење на емпатијата и солидарноста меѓу нас. Да, во право сте, оно што се случи пред скоро време во Кочани беше навистина страшно и знаете, еден дел е дали институциите на време не препознале дека станува збор за родово базирано насилство и не изреагирале, меѓутоа беше подеднакво страшно да се слушаат коментарите на сограѓаните на жена која што беше избодена со над 40 пати со нож, исто така на сред улица. Така да повторно ќе кажам, тоа зборува за потребата да навистина долгорочно инвестираме и во едукација, меѓутоа и да имаме конзистентно постапување на институциите. Како што спомнав на почетокот, значи не смее да се даваат примери на неказнивост. Ние кога станува збор за насилство врз жените, имаме ситуации кога имаме
професионално соодветно постапување на институциите, меѓутоа факт е дека имаме ситуации кога насилник и по втор пат кога ќе го изврши делото добива условна казна. Вие во таков случај малте не испраќате порака и до тој насилник и до средината дека такво нешто е дозволиво. И знаете како, насилството е еден магичен круг. Со секое повторување, со секое неказнување, само се зајакнува и само се, да речам, зголемува кругот во кој што се вклучени сите од таа средина. Така да, пак ќе речам, мислам дека не е проблем законската регулатива, која што секако има простор за подобрување, меѓутоа имплементацијата, доследно постапување на институциите, меѓутоа и на вистина едукација на јавноста, посебно едукација на младите генерации за она што значи ненасилно однесување, ненасилни форми на комуникацијата. И тука не можам да не го спомнам и без разлика што нели се крена голема прашина околу тоа сеопфатното сексуално образование, за кое што сметам дека на вистина треба да се воведе во училиштата, сега нели само се пилотира, затоа што токму таквото образование ги учи децата на она што значи здрави образци на однесување и ненасилна комуникација, како да препознаат што е насилна комуникација и како да изреагираат и да се соочат со тоа. Дел од политичарите, тука не можам да без разлика што можеби не треба да мешаме политика, меѓутоа имам ќерка која што ги следи социјалните мрежи TikTok, Instagram, каде што нели најголем таргет се помладите. Таму константно беа споделувани тие содржини од собранието во кој што гледаме кршење монитори и слично, а парламентот во кој што сте дел вие, собранието и воопшто политичарите, како што рековме, треба да бидат еден образец како треба да се однесува поединецот во општеството и дека постојат легални начини на остварување на целите. Дали остатокот од политичарите недоволно учествуваат на овие социјални мрежи и допираат и не допираат до младите или пак некој ги злоупотребува, одредени политички партии ги злоупотребуваат овие социјални мрежи со цел да шират една поинаква содржина која што на поинаков начин ги поттикнува младите да се борат за своите права. Право сте, јас постојано тоа го потенцирам и секогаш почнувам од нашата одговорност, првенствено во собранието. Собранието би требало да биде, нели, се нарекува храм на демократијата, каде што се разговара аргументирано и цивилизирано. За жал, ние во нашето собрание сме виделе секакви насилни сцени и се уште ги гледаме и никогаш нема да се согласам со тоа и никогаш нема да се согласам дури ни со реакциите од дел од јавноста која што нели поддржува такво однесување, затоа што знаете нашата улога како политичари, како тие што имаат постојано пристап до медиумите и до собраниската говорница, не е само да изреагираме онака како што дел од јавноста сака. Понекогаш од милион причини јавноста е бесна за некои работи, бара агресивна реакција. Ја не сметам дека ние како политичари треба да се свртиме и чисто за да придобиеме, пак ќе речам, дел од гласачкото тело или да собереме лајкови со некој клип кој што ќе го постираме на социјалните медиуми, да промовираме насилничко однесување. Недозволиво е и да политичарите, да, по собранието, за жал, имаме промовирање на говор на омраза, имаме поттикнување на нетрпеливост према разни групи кои што се перцепираат во општеството како различни, имаме промовирање на агресивно однесување. И тоа е недозволиво. Исто како што е недозволив говорот на омраза на социјалните медиуми, и тука морам да кажам дека сметам дека треба посоодветна и пожестока реакција и од страна на институциите. Значи, мора да научиме дека има разлика помеѓу она што значи слобода на говор и слобода на изразување на мисла и говор на омраза. И така како има разлика, така да мора да се реагира на такви случаеви на говор на омраза. Ние имаше скоро кога станува збор за, пак ја речам, за насилството во јавниот простор, анализа од Институтот за комуникацијски студии, која што јасно покажа дека, еве, апропо дебатата на предлог законот за родова еднаквост, имаше огромен говор на омраза во тој период, према одредена група на политичарки кои што застанаа во одбрана на тој закон. Самата анализа исто така потврди дека медиумите на некој начин допринесоа и се вклучија во ширењето на тие дезинформации и дека не реагираа во смисла да ги брише
пишат коментарите на говор на омраза, да предупредуваат дека нема да дозволат нели говор на омраза под објавите кои што ги објавуваат на своите страни. Така да апсолутно сте во право дека политичарите, пак ќе речам и како имаме одговорност во промовирање на пораки, затоа што ние со нашето однесување испраќаме порака во јавноста што е прифатливо, а што не. Да не изоставяме, значи да го спомнеме, бидејќи во целава ситуација не беше жртвата само Вања, туку имавме и повозрасен човек од Велес, Панче Жежовски, чие што возило всушност беше искористено за, според дел од информациите, беше искористено и за дел од случувањата со Вања. Тоа утвара па и други посериозни прашања, значи дека не е само всушност насилството, туку и тој господин беше дел од политичка партија. Вмешани беа дека е злоустройство од корист, значи дали материјална корист и уцени, дали премногу, да речеме, некои реални шоуа, влијание на некои филмови создадоа во општество. Ние гледаме и секој ден во билтините дека има полни се со дрога, значи полни се со закани, полни се со уцени, полни се билтините со луѓе кои што искористиле некаков кредит, односно податоци за да земат некаков кредит. Сето тоа создава дополнителни и убиства имаме кои што се исто поврзани со подземјето. Имавме пукање во еден мол каде што исто така имавме криминалци. Многу нејасноти создаде сето ова, значи не знам колку точно и говорењето и сите тие и говорот на омраза и сите тие работи не можеме точно да процениме што точно влијае. Што точно ги поттикнува криминалците, затоа што сите ние претпоставам дека имаме исти прашања и сме збунети од целава оваа ситуација. Добро, во очекување сме, значи, на официјалниот прес, но сепак тоа се некои информации кои што се споделија, кои што поттикнуваат останати прашања во општеството. Секако дека се комплексни и дека не станува збор за една причина, туку многу фактори допринесуваат. Во право сте кога рековте дека она што се пласира, разни шоу, разни емисии, значи повторно треба да сме свесни дека се што се пласира во јавниот простор и во етерот влијае на формирањето на ставовите, вредностите, што ние посебно кај младите испраќаме како порака, што е вредност и нели какви модели им презентираме во општеството. И тука и како мислам дека имаме работа пред нас. Втора работа е пак ќе спомнам дека значи секое прекршување на законот мора да биде санкционирано. Порака на неказнивост не смее да се испраќа. Дополнително спомнавте претходно и знаете како кај нас многу се манипулира со тој збор патриот. Јас не верувам дека патриоти се луѓе кои што промовираат омраза према било што е различно. Не верувам дека патриотизмот се покажува со инсистирање на нашето, а омраза кон се што е различно или другите, кои да се тие други. За мене патриоти се луѓе кои што се трудат да допринесат нешто во заедницата и да направат и да креираат општество во кое што сите подобро ќе живееме. Така да мислам дека тоа е уште една работа со која што многу се манипулира и се злоупотребува, меѓутоа и не е непознато во ситуации на кризи какви што не само ние и светот се соочува во последниве години, секогаш имате пораст на такви етнонационалистичка реторика, говор на омраза, меѓутоа повторно ние што сме да речам на јавни функции, меѓутоа и медиумите и такако, сите имаме одговорност да допринесеме и да не ги пренесуваме тие пораки. Навистина е битно, ние имаме секакви примери. Пак ја кажам, дури и во овој страшен случај, некои луѓе се обидоа да изманипулираат и да го искористат ова за, партиски препукување или нешто слично, што е недозволиво и во таа ситуација мислам дека и добар дел од медиумите и нели пристапија така да не ги пренесуваат тие пораки, меѓутоа за жал можевме да видиме примери на неетично известување и на ширење понатамошно на тие дезинформации. Да, но сепак и медиумите, значи ги видовме фотографиите од осомничените, голем дел од нив го имаат сонцето од Вергина на своите профилни фотографии. Знаеме дека често се појавувале на протести. Исто така дел од нив собираа и потписи за зачувување на името на Македонската православна црква.
И сега знаете, тоа дополнително создава. Јас се извинувам, тука ќе прекинеме и ќе се вклучиме на пресод во обвинителството со Оливер Спасовски и Гаврил Губевски за повеќе податоци и информации.